Добро утро, почитувани гледачи. Ново издание на емисијата Фактор здравје ви посакувам. Добре дојде утрово, зборуваме за обезноста, дебелината и влијанието врз репродуктивното здравје кај жената. Како да ги намалиме и како да ги спречиме ризиците кои сами по себе ги носи оваа состојба, односно болест која веќе е категоризирана во медицината како таква. На оваа тема утрово разговараме со доцент доктор Танер Хасан, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија. Добро утро, доктор Танер, и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Да. На 4 март се одбележа светскиот ден на обезноста. Што покажуваат и говорат податоците од она сумирано во годините на нас? Да. 4 март беше светскиот ден, одбележувавме ние како Сдружение за обезност на Македонија. Обезноста е во подем, за жал, цело време расте бројката на пациенти што имаат обезност. Оваа година повеќе се обрнуваше внимание на детската обезност, исто така и на женското репродуктивно здравје, бидејќи обезноста делува негативно и на кај децата исто така има доста негативни, сериозни компликации може да направи, а истовремено и на женското репродуктивно здравје. Бројките растат, според податоците на СЗО, бројката е околу милиарда луѓе што имаат оваа обезност, и се предпоставува дека на 35-та до 40-та година оваа бројка ќе се преполови, ќе биде вкупната популација, скоро 50% од вкупната популација во светот ќе има обезност. Тоа значи дека секој втор човек ќе биде со обезност, за жал. И за тоа се алармира и од Светската здравствена организација и од Меѓународната федерација за обезност. Алармираат многу да се обрнува внимание на обезноста како болест, кој што е хронична болест и кој што треба цел живот да се обрнува внимание, да се превенира, пошто е превентабилна, ако се обрнува доста внимание, и да се обрнува внимание кај децата во млада возраст. Посебно во детската возраст, бидејќи ако од тука во тој период почнете така, со зголемена тежина, малку потешко веројатно би се намалувала. Да, тие деца што имаат во детска возраст, што имаат обезност, многу потешко е после тоа да се намали телесната тежина кој овие пациенти и многу повеќе во возрастниот период, многу повеќе ќе имаат компликации од обезноста. И третманот на обезноста кај овие луѓе е многу потешко во споредба на тие луѓе кои што во детска возраст биле во нормална телесна тежина. Така. Какви ризици по здравјето општо носи, а ние ќе се посветиме и ќе го ставиме акцентот на женското репродуктивно здравје. Но кај секого што може како ризик да доведе понатаму во животот по здравјето? Денеска се знаат голем број на болести кои што се директно поврзани, дел се директно, дел се индиректно, меѓутоа имаме околу 100 болести кои што се директно поврзани со обезноста. Најзначајни се меѓу нив е најзначајно кардиоваскуларните компликации кои што провоцираат и смртност кај овие пациенти, за жал. После тоа метаболните компликации, например диабетот, посебно тип 2 диабетесот е директно поврзан со обезноста. Исто така женското репродуктивно здравје, кој што може да биде директно поврзано со обезноста, ортопедски компликации, проблеми со механички проблеми со колената, со колковите, посебно кај женската популација, кои што имаат потреба и од хируршки зафати, за жал директно се поврзани. Некои малигни болести, како што е карцином на дојка, карцином на матка, карциноми на дебело црево, може да бидат директно поврзани со обезноста, така да имаат сериозни компликации за кои што треба многу да се размислува и на време да се реагира кај овие пациенти пред да настанат компликациите. Така, значи не само компликации по здравјето, туку и психолошкиот момент тука веројатно треба да се земе во предвид, така? На тоа заборавив да кажам дека и психолошкиот момент е многу битен фактор во менаџирањето посебно на обезноста. Социјалната средина кај што живее пациентот, социјалниот живот на пациентот исто така е важен, бидејќи дел од овие пациенти се стигматизирани, се изолирани од социјалниот живот. После тоа кај нив има повеќе анксиозност, поголема е стапката на депресија кај овие пациенти. Така да сите овие моменти и психолошкиот момент почнува после известно време негативно да делува и на хормоналниот статус на самиот пациент, кој што може да резултира со други компликации. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас до самиот крај, повелете, јавите се и поставете прашање.
Со доцент доктор Танер Хасан, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, зборуваме за влијанието на обезноста врз женското репродуктивно здравје, ризиците кои што може да ги донесе, но и како навреме да го спречиме сето тоа. Доктор Танер, на Светскиот ден на одбележувањето на обезноста, Сдруженијето Обем ја започна кампањата Круг на поддршка. Така. За каква кампања станува збор? Што се опфаќа и што е целта? Да, ова кампања е заедничка кампања на нашето Сдружение Обем, исто така кај што се вклучени Министерството за здравство и Фондот за здравство, и исто така и Светската здравствена организација со представништво во Македонија. Заедничка кампања која што почна од почетокот на овој месец, март месец, бидејќи е месец на посветен, повеќе се зборува за обезноста. Светскиот ден е 4 март и ќе трае до крајот на 26-та година. Целта не е подигнување на свеста за обезност, за сериозноста на обезноста, за прифаќање на обезноста како болест, хронична болест, за обрнување внимание напомена за детската обезност и за женското репродуктивно здравје. Оваа година е посветена на тоа, кај што се вклучени покрај Сдруженијата и Министерството, се вклучени ние како здравствен персонал кој што се бавиме со оваа проблематика, истовремено и пациентите кои што на времето држеле диети, па имале неуспеси, па после тоа земале терапија, например фармакотерапија. Дел имаме пациенти со баријатрична хирургија што завршиле на крај, кои што морале за намалување на телесната маса. Нивната историја, нивната анамнеза, како животниот тој животен дел, како поминале, кои проблеми, кои компликации имале во секојдневниот живот и од здравството. Така да една убава кампања, мислиме дека и веруваме дека ќе се подигне доста свеста за обезноста и на време да се реагира со цел да се намали бројката на обезни пациенти со обезност, бидејќи во Македонија во моментот имаме 40% скоро пациенти со обезност. Кај децата што не е малку. Не е малку, да. За тоа ќе биде понатаму за 10 години, вака ако се продолжи, ако не се преземаат мерки, таа бројка може да порасне до 50%. Тука улога игра и Министерството за здравство, исто така треба со различни работилници, со препораки да се алармира на оваа тема. Тука улога треба да игра и Министерството. Што повеќе присутности во градинките и во училиштата. Да, затоа тоа сакав и да кажам, и Министерството за образование треба да се вклучи на оваа кампања со цел низ школиве да се подигне свеста, барем кај уште во детската возраст за обезноста, за да се превенира оваа болест. И исто така и Министерството за социјална труд и социјала, за фамилиите, за семејствата на овие деца, за да се подигне свеста кај нив првенствено, па после тоа кај децата исто така. Така да имаме доста работа за работење, меѓутоа веруваме дека оваа кампања ќе биде многу успешна, до крајот на годината ќе имаме резултати. Така, и добро е што и пациенти со лични приказни се вклучени во сето тоа, кога од некого ќе слушнете дека можеби на потежок или полесен пат успеал да го постигне тоа, ама е пример за останатите. И двата центри во ГОП 8 септември на клиниката за ендокринологија веќе функционираат активно. Да, активно. Ние сме центри кои што први бевме прифатени од страна на Европското Сдружение за обезност и веќе 3 години наназад веќе работиме на оваа проблематика. Имаме доста пациенти секојдневно доаѓаат и се радуваме дека имаме веќе млади пациенти. Не е како порано на првата година, имавме повозрастна популација, меѓутоа имаме сега млада популација, 20-30 годишна возраст, кои што сами доаѓаат и бараат помош за овој проблем, или самите бараат да бидат упатени од нивните матични доктори. Така да свеста мислам дека е подигната веќе. Така да. А имате ли податоци и сознанија дали тие кои што заеднички со поддршка на лекарите и биле во центрите ја постигнале посакуваната цел, ја одржуваат или пак можеби кај некого одржуваат, пошто тие имаат шанса, пошто се мотивираат повеќе. Даваме ни едукации за здрава исхрана, како треба да се храни еден човек здраво, за компликациите кои што можат да настанат и голем дел од младиве посебно, тие се многу интелигентни и многу брзо ги сваќаат овие работи
И кај нив, и ако треба фармакотерапија или некоја друга поддршка, се дава и кај нив многу поуспешно се менаџира обезноста и за многу пократок временски интервал ние добиваме резултат кај овие пациенти. И после тоа извесно се продолжува. После намалувањето на телесната маса, кога ќе се постигнат тие таргет вредности кои што ги посакуваме од медицински аспект, после продолжуваме со одржување на таа тежина за да не се враќа назад. Меѓутоа, скоро за година дена отприлика веќе имаме доста резултати со овие пациенти. Има потреба од отворање на вакви центри и во другите градови низ Македонија и веќе има. Има потреба и во внатрешноста, пошто ние немаме можност сите пациенти да ги згрижиме само во Скопје, во нашиве две центри. Така да и веќе почна активностите во Штип, во Куманово, во Прилеп, во Битола исто така, ќе има во Тетово и тие се спремаат за апликации за да бидат прифатени од Европското здружение. Меѓутоа сега моментално и тие работат, сега уште продолжуваат со административниот дел за апликација за прифаќање од ЕАСО. Така. Кога зборуваме за женското репродуктивно здравје, на повеќе сегменти и начини влијае врз истото ова обезноста. Ќе почнеме со хормоните. Како влијае на хормоналниот систем? Дали доведува до хормонален дисбаланс? Каква е поврзаноста на обезноста со хормоните? Првенствено да кажам дека меѓу двата пола има разлика. Значи машкиот пол и женскиот пол, обезноста не е исто застапено кај мажите или кај жените. Малку преваленцата кај жените е малку повеќе, околу 55% со 45% кај мажите. Истовремено хормоналниот систем на жената и мажот се различни и од тој аспект има разлика. Жените многу повеќе имаат обезност, многу полесно може да имаат обезност, меѓутоа кај нив метаболната активност е помала во споредба со мажите, кај мажите малку е застапеноста помала, меѓутоа метаболните нарушувања се многу повеќе во споредба со женската популација и многу повеќе компликации имаме кај мажите отколку кај жените. Од тој аспект има разлика, затоа треба да се напомене ова убаво. Во однос на женското репродуктивно здравје има значење, бидејќи голем дел од овие пациенти имаат проблеми со фертилноста, со плодноста, имаат проблеми со полицистични јајници, имаат проблеми со нерегуларни менструални циклуси, имаат проблеми во текот на бременоста или пред бременоста за забременување, во текот на бременоста компликации кои што можат да настанат од обезноста, како што е гестацискиот диабетес. Поголемиот дел од жениве во текот на бременоста, ако имаат прекумерна тежина, кај нив стапката е многу поголема во однос на жена кој што нема обезност. Бидејќи дополнително тежината се зголемува, така, заради носењето на плодот. Овие жени имаат во текот на бременоста од спонтан губење на плодот, исто така имаат ризик фактор, имаат ризик за развој на хипертензија во текот на бременоста, на провоцирање на преекламсија или екламсија, кој што може да негативно да влијае дури и на здравјето на самата жена. После бременоста, откако ќе се породат, после тоа може да имаат проблеми. Дел од овие пациенти повеќето имаат потреба за породување спонтано, не можат, имаат потреба од царски рез да се породат. Компликациите за раснувањето на раната исто така е потешко кај овие пациенти. Во текот на доењето, временскиот интервал на доење е многу пократот кај жени кои што имаат прекумерна телесна маса во споредба со нормалната група кои што немаат обезност, многу пократко трае. Во смисла на должината на доењето, колку да најмалку треба 6 месеци минимум само доење, барем до година дена или година и пол дена да трае доењето, така се последниве препораки. Меѓутоа за жал кај овие пациенти многу пократко трае. И покрај тоа што имаат краток временски интервал за доење, исто така и квалитетот на млекото се намалува. Тоа е значаен фактор. Тие имунолошки фактори кои што има во млекото, помалку ги има кај жените што имаат обезност. Така да исто така пренесуваат обезноста кај на децата, за жал, и така се жените малку по-голем ризик имаат од тој аспект и повеќе значење треба да се обрнува, бидејќи ги префрлува ризиците или обезноста, сериозноста на болеста и во другите поколенија.
Така да многу треба да се внимава во овој временски интервал. И веројатно и затоа е одбрано да се зборува конкретно, нели, да се посвети оваа година на женското репродуктивно здравје, бидејќи секогаш генерално и општо зборуваме за обезноста, најчесто спомнувајќи ги, нели, ризиците за кардиоваскуларни заболувања, за дијабетот, а ова е поспецифично занемарен и некогаш слушаме податоци кои можеби и не би ги ни поврзале обезноста со ред други од состојбите. Само да го слушнеме гледачот со прашањето, па продолжуваме понатаму. Добро утро, повелете. Добро утро. Дали се слушаме? Да. Да, повелете, во програма сте. Дали можам да му поставам едно прашање, или не во врска со темата, ама во врска со здравието на човек? Значи здравието на човек. Дали медицината го испитувала човечкиот ум за 24 часа, што размислува, што продуцира? Тоа мислам вака. Дали ствара омраза, чувство на одбивност, чувство да нешто загади, војува, така, да прави оружје. Да, ве разбираме сосема што сакате да кажете. Ви благодариме за јавувањето и што зедовте учество во емисијата, еден поинаков аспект и сегмент на размислувањето, може би треба да се седи. Ако е поврзано со обезноста нешто, може, значи другиот дел е повеќе во склопот на психијатријата треба. Иначе и обезноста има, значи имаме мозочни центри кои што се директно центарот за ситост ни е во мозокот. Значи и обезноста може никогаш јадеме, а не знаеме зошто така, немаме конкретно глада, посегнуваме. Поделени на неколку фенотипа на обезност. Тие што имаат гладен мозок, например, има таков синдром. Цело време се чувствува гладен. Човек покрај тоа што јаде, тоа е синдром на гладен мозок, поради тоа што тие центри не функционираат како што треба за гладување или ситост. Имаме фенотип на гладни црева. Цревата цело време имаат потреба за внесување на храна. Така да повеќето ова болест во повеќето из целиот свет, кога одиме и на конгреси меѓународни, се повеќе се потенцира на мозочниот дел. Значи најубаво вика и кога добиваме ние препораки, кажете дека ова е невролошка болест. Значи се повеќе е поврзано мозочните центри, тие невроните кои што се поврзани со глад, со ситост, и тоа делува. Хормоните директно се поврзани, бидејќи големиот дел од хормоните, центрите им се во мозокот, на хипофизата, хипоталамусот, така да мозокот игра многу значајна улога. И кога се мотивираат пациентиве, например, психолошкиот момент кај овие пациенти. Затоа ние во центриве имаме психолози и препорачуваме да во групата, во тимот кој што се справува со обезноста, да има обавезно еден психолог за да ги мотивира овие пациенти. Пошто повеќето имаат предрасуди, јас не можам, толку можам, држев диета, на почеток, и се откажуваат. Важен е тој момент кога има психолог, кога размислува, кога дава препораки, кога разговара со пациентот, и приметуваме и од клиничката пракса дека тие што се од почетокот кога ќе се мотивира пациентот, многу полесно е справување со тој пациент. Све што ќе дадеме препораки, многу полесно ги спроведува тие препораки и многу подобар резултат имаме во споредба со другите кои што се повеќе изолирани, повеќе депресивно делуваат, посебно кај жениве. Значи, психијатрискиот момент кај женава е многу битен фактор. Тие се социјалниот живот на човекот, посебно на жената, се менува, тоа делува на семејството, бидејќи жената е клучниот фактор во семејството, делува на децата, делува на партнерот, имаат повеќе анксиозни состојби, повеќе депресивни состојби, кои што на крај може да заврши со развод, например на меѓу паровите, и тоа Светската здравствена организација посебно оваа година беше потенцирано, така и човек нели ќе рече од страна како сега обезноста со разводот по ние на почеток се чудевме што има сега врса, меѓутоа кога размислуваме механичкиот дел и плюс ова хормоналниот, психолошкиот дел стварно делува. И повеќе имаме такви разводи кои што може да обезноста само индиректно може да делува, да има ваква негативна, и тоа е компликација на обезноста, може да се прифати како компликација, кај што паровите се откажуваат, посебно тие што лечат фертилност, стерилитет, кај овие пациенти, после извесно време настанува исцрпување
и дел од тие парови може да завршат со разводи, за жал. Така. И влијае на плодноста и кога веќе така се применува инвитро оплодувањето, така еден од начините пред да се почне и официјално со тоа е препораката да се намалат килограмите доколку се обезноста вишок. во повеќе сегменти на телото, кога зборуваме за хормоналниот систем, делува во делот на хипофиза, хипоталамус во мозокот, делува во делот на панкреасот и адипозното ткиво и делува во делот на репродуктивните органи, например на овариите или на матката, на утерусот. Во сите тие сегменти настанува нарушување, пошто хормоналниот систем има една оска, хипоталамо, питоитарна или гонадална оска. Една од овие оски која ќе се поремети негативно, како со фидбек механизам, делува негативно и врз другите оски, кој што после известно време може пациентот да влезе во еден зачарен круг, кај што многу потешко е да се справуваш со овој пациент и многу потешко добиваме резултати со терапија, пошто има резистенција. Адипозното ткиво, значи треба да се напомене дека еден од најголемите ендокрин органи, тоа треба да се свати, масното ткиво, делува како ендокрин орган, кој што лачи многу и хормони, и ситокини, и други хемиски молекули кои што негативно делуваат на плодноста на жената, кој што првенствено се приметува со пореметување на менструалните циклуси. После известно време настанува ановулација, кој што нема доволни оцити или во овариите, јаниците не работат како што треба, кои што имаат многу помала шанса за забременување као овие пациенти. А во текот на бременоста, тоа ни на почетокот кажавме дека имаат ризик, после тоа имаат ризик за други диабет, гестацијски, хипертензија, спонтано губење на плодот, например, сите тие компликации кои што може да настанат после откако ќе се забремени жената. Значи не е проблемот само пред бременоста, туку и во текот на бременоста и после бременоста. Сите овие три периода треба да се опфатат детално. И најновите препораки се 6 месеци пред планирање на бременост да се упатат на доктор ако имаат прекумерна телесна тежина, најмалку едно 10% од телесната маса да се намали. Доволно ќе биде и толку да се намали за да малку 10, да се регулира состојбата. Едно десетина, например, 100 кила, ако има едно десетина кила, ако намали пациентот, 50% се подобрува и плодноста, и функцијата на јајниците, и функцијата на матката, сето тоа ќе се подобри. Ако дава повеќе, уште поголеми резултати, подобри резултати ќе имаме. Така да треба да се спремаат овие пациенти. Ако имаат потреба за терапија, фармакотерапија да се даде претходно, бидејќи во текот на бременоста ние немаме шанси да дадеме терапија за слабење. Исто така во текот на бременоста треба да се обрнува внимание на телесната маса, да не се добива многу во тежина. Се препорачува има една рамка доколку може или треба. Од 5 до 9-10 килограми максимум што треба да земат овие пациенти. Тие зборуваме што се обезни прва класа. Значи имаме класа прва, класа втора и трета кои што се многу тешка обезност. Тие со лесна обезност толку, тие што имаат потешка обезност кај нив малку помалку треба да се зема и да се обрнува внимание телесната маса во текот на бременоста, а не претhodната. Во текот на бременоста тие 9 месеци да не биде повеќе од 9 килограми, за да се намалат овие ризици. За доењето кажавме после тоа дека временскиот интервал на доење се намалува периодот. Причината за тоа има различни хормонални ефекти, тоа механизми имаме, нема потреба тука да ги спомнеме сите. Меѓутоа во текот на бременоста исто така имаат ризик овие деца, на пример да имаат после тоа да имаат ризик за обезност, имаат ризик за диабет, исто така бидејќи така и плодот ќе биде со поголема родилна тежина, кај некој може да се случи. Може со поголема телесна маса да се родат овие деца, за жал. Тука и улога игра плацентата, кој што има главен фактор и орган што ги храни децата. Нутритивните параметри кои што се пренесуваат преку плацентата се намалува, за жал, ради обезноста. Многу механизми се вклучени, меѓутоа ние набројуваме тие што се по најважните и што може пациентите и гледачите да разбираат. Така, ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме понатаму, останете со нас. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Танер, кога се споменува обезноста, често се спомнуваат и полицистичните јајници.
Така. Каква е поврзаноста тука? Да, поголем дел од пациентиве што се со полицистични јаници имаат обезност. Стапката е многу поголема кај овие пациенти, меѓутоа имаме и други пациенти кои што имаат нормална телесна маса, сепак имаат пак полицистични јаници, меѓутоа ризикот кај пациенти со дебелина е многу поголем во споредба со нормалната тежина тие пациенти што имаат. Полицистичните јаници се честа појава и една од главните причини за нерегуларни менструални циклуси кај овие пациенти. Исто така, кај овие пациенти е многу битен да се каже дека имаат изголемување на андрогени хормони, машките хормони, може да се зголемат, кај поголемиот дел имаат, кои што негативно делуваат и на менструалните циклуси, се намалува бројот на менструални циклуси во текот на годината, кој што се нарекува како олигоменореја, кај дел од пациенти поретко, али имаме и такви, и дури подолг временски интервал да немаат менструален циклус повеќе од 6 месеци. Обезноста е една од главните причини кај овие пациенти. Тука заеднички треба да се менаџира пациентот и докторот кој што се бави со обезноста, или ендокринолог, или интернист, или друг доктор, најчесто ендокринолози, меѓутоа заедно со гинеколозите паралелно. Кај овие пациенти тоа е и причина за инфертилност, најчестата причина, полицистичните јајници. Кај нив треба, ако има хормонално пореметување, да се даде терапија за хормонално подобрување на хормоналната оска или намалување на тие нивоата на андрогените во крвта. Да се првенствено исхраната да се среди, исто не е многу важен момент, да се намали телесната тежина кај овие пациенти, бидејќи дел не сваќаат дека причината за оваа појава е токму обезноста, почнуваат да лекуваат полицистични јаници без да се внимава на телесната маса или без да се фокусира повеќе на телесната маса. Кај нив препорачуваме да се намали внесот на јаглени хидрати, да се зголеми физичката активност. Ако успеат да намалат телесна тежина, продолжуваме со промена на животниот стил. Меѓутоа тие што немаат голем успех, почнуваме со фармакотерапија со цел да се намали првенствено телесната маса. Штом ќе се намали телесната маса, одма почнуваат и хормоналните вредности да се подобруваат кај овие пациенти. И веќе балансот полека да се постигнува. постигнува. Таа оска почнува пак да има таа нормална, да ја добива таа нормална функција која што ја имала претходно. Почнуваат да имаат регуларни менструални циклуси пациентиве и многу подобро се чувствуваат и повеќе се мотивираат после тоа. Меѓутоа мал дел од нив на почетокот сваќаат дека е обезноста причина за тоа, откако ќе се намали тежината и откако ќе се подобри менструалниот циклус, после тоа многу полесно сваќаат дека причината била токму во обезноста. Кај нив исто Само така да донесете одлука да почнете да ги намалувате килограмите, односно да тежината. направите промени во животниот стил, во исхраната. Така. Дали исхраната е главен причинител за дебелината или тука доаѓаат во предвид и други некои состојби? Значи, имаме и епигенетски други фактори, надворешните фактори многу Да. влијаат. Поголемиот дел, скоро 80-90%, зависи од животниот стил, исхраната на пациентот, физичката активност, надворешната средина во кој што социјалната средина, културната средина кај што живее пациентот, и тоа е многу битен фактор. Меѓутоа има и генетска подлога, исто така. Стапката на генетската предиспозиција се менува негде 10%, негде 20%, зависи од овие анализиве кои што студиите кои што се спроведени. Меѓутоа поголемиот дел директно е поврзано со животниот стил на пациентот. Здрава храна не значи гладување, тоа треба да се напомене на пациентот. Здрава исхрана ние препорачуваме, најлесно е медитеранската исхрана. Значи најважно е да се намали внесот на јаглените хидрати, посебно во нашево подневје ние многу имаме јаглени хидрати, многу внесуваме, верувате тројно повеќе внесуваме отколку што еден човек стварно има потреба од јаглените хидрати. Секој човек има потреба од јаглени хидрати, меѓутоа тоа треба да биде балансирано во текот на денот. 50-60% да биде јаглени хидрати, околу 30% да бидат масти, 15-20% да бидат протеини. Ова е здрава исхрана. Меѓутоа ние за жал во секојдневниот живот скоро 80% сме со јаглени хидрати. Значи јаглените хидрати не се само јадење благо,
или други работи, или чоколади, или така. Да. Меѓутоа, тестенините имаат многу јаглени хидрати. Ние не размислуваме дека тоа е благо, исто како благи работи да јадете. Физичката активност треба да се зголеми. За жал, многу малку имаме физичка активност. Не одвоен, барем едно половина сат, 15-20 минути до пола сат дневно да се одвои за пешачење, ако не ништо друго. Барем пешачење да се направи 2 до 3 километри на ден. И тоа многу позитивно делува на телесната маса и со целокупното здравје на самиот човек. И потоа веќе и подобро ќе се чувствувате и поздраво ќе се чувствувате ако веќе го мотивираат пациентите, поздраво, така ќе бидат мотивирани пациентиве. Така да ова е здрав начин на живење. Некојаш за жал пациенти мислат дека треба да гладува, тоа не препорачуваме, да се храни здраво, правилно како што треба. Почести оброци може да имаат помалку, многу подобро е, или барем 2 пати на ден да јаде. Некои пациенти за жал јаде една само дневно, тоа не чини, внесуваат преголеми количини. Ќе биде многу обилно и од се по нешто. И главниот оброк ни е за жал во Македонија вечерата. Тоа треба да се смени. Така, веројатно една од причините е доцното јадење навечер, така? И тоа е една од главните причини што после работа, обично знаеме од секојдневниот живот, ќе се вратиме дома и после тоа во вечерните часови јадеме многу повеќе и после тоа иде спиењето, немаме физичка активност и после тоа ќе се зголемува масно ткиво и телесна маса. Да. Дебелината околу стомакот подеднакво ризична и со исто влијание и ефекти и кај мажите и кај жените? Не, кај мажите за жал имаат абдоминална дебелина повеќе во споредба со жените. Од тој аспект жените се во поволна состојба. Тие кај нив супкутарното масно ткиво е зголемена, а кај мажите абдоминалниот дел, тоа е најлошиот сегмент, односно делот од телото кај што треба да се акумулира масното ткиво, бидејќи метаболно е многу поактивен и многу повеќе несакани цитокини, инфламаторни маркери, лачи, кои што делува негативно на овие други компликации кои што настануваат. Така, кога имате покачена или прекумерна телесна тежина, имате помалку енергија, имате помалку Како се зголемува тежината, повеќе физичката активност. Сонот некогаш е нарушен. Сонот е нарушен, кај слип апнеа имаат многу почесто овие пациенти со прекумерна маса, ноктни апнеи, кои што текот на спиење, посебно во ноктните часови, остануваат без здрив, например околу 10 на 12 секунди. После тоа нарушува квалитетот на сонот кај овие пациенти и сабајле кога стануваат се изморени, значи не може да се одморат пациентиве. И тоа делува во текот на дневниот живот на пациентот и во социјалната средина кај што живее и во работната средина кај што работи пациентот. Се намалува и квалитетот на сонот и квалитетот на животот на самиот пациент. Почнуваат дење да спијат, за жал, овие пациенти. Некои и во работни места не сакајќи. Никогаш и несвесно заспиваат. Несвесно, да. Така да негативно влијае и обезноста тука е главна причина. За жал, ние некојаш и кога разговараме, има такви пациенти, се случува во поликлиника, при разговор почнува да заспие пациентот. За жал, пошто нема квалитетен живот во текот на ноќта и тоа не сакајќи несвесно во текот на денот, едно минута, 2 може така да спие. Така да. Треба да се земат повеќе аспекти и сегменти, нели, за да се донесе одлуката. Некому му е можеби тешко, ама еве токму и затоа и кампањата на Сдруженијето Обем е круг на поддршка за тежината да стане полесна. Потребно е кај некого да се делува, да ја менуваме приказната за обезноста. Тоа е и мотото на Меѓународната федерација за обезност. Така, и да сватиме првенствено дека не е естетиката тука толку многу важна. Да, естетиката е помалку важна. Значи првенствено, примарно е здравјето на пациентот. Естетиката после тоа доаѓа. Првенствено треба да се фокусираме на здравјето на пациентот. Така, ендокринолошка проценка, ендокринолошки анализи, посета на ендокринолог, кога се препорачува, кога ќе почувствуваат барем еве жените дел од овие симптоми кои што и ги набројавте. Ако почувствуваат, ако имаат нерегуларни, посебно менструални циклуси, ако приметуваат дека имаат малку поголема телесна маса, треба сами да бараат или барем матичните доктори, примарното здравје тука игра важна улога, бидејќи тие се првенствено кои што доаѓаат, се соочуваат со овие пациенти
и докторот треба да ги упати на овие центри пациентиве за помош, за да се направи една добра клиничка евалуација, да се види кај е проблемот, дали е во исхраната, дали има некое хормонално пореметување, ако има нешто, на тоа да се делува. Здравието на тироидната жлеза исто така е многу важен момент, да се проверат тие хормони. Ама ако е заради тироидната покачувањето, кога веќе ќе се почне со терапија, тежината и ќе се регулира. Да, ако има хипотироза и почнуваме со терапија, се нормализираат хормоните и тоа веќе завршува ефектот на тироидната кој што може негативно да делува на телесната маса. Така. Продолжете со успешно спроведување на кампањата која што ја почнавте на почетокот на месецот, да рековте дека ќе трае до крајот на годината, да поттикнеме што повеќе луѓе кои што се соочуваат со овој проблем, да знаат од каде да почнат и да си го постигнат посакуваниот ефект, пред се за добро здравје. Ви благодариме. Да. Благодарам за гостувањето, а благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.